Илија, еве уште еднаш и од мене, добре ни дојде и навистина да имавме можност и ние двајца да си поразговараме за ова што навистина преубаво нешто ќе се случува кај нас во Македонија. Јас дури кажав, може би звучи малку нереално, но и како е реално, затоа што светско, не европско, балканско и слично, туку ќе се одржи светско првенство кај нас во Македонија и тоа на латино танци. Како успеавме да го овозможиме сето ова? Така, значи ние двата танцови клубови кои го организираме во светско првенство и Дебит и Брейкалек имаме долгогодишно искуство со организација на танцови, надпревари и манифестации. Нашиот познат надпревар, меѓународен надпревар Денсов веќе постои десетина години и од 2018 па наваму почнавме да се пријавуваме на да кажем оглас тендер за организација на светски и европски првенства кои Светската танцова федерација IDO доделува можност на оние кои нудат најдобри услови. Како им ги понудивме најдобрите услови, тоа многу ме интересира. Тоа зависи од многу фактори, колку организаторот има нормално организациони способности, колку градот во кој се одржува има капацитети за хотели, да се посетат туристички места, колку аеродромот е достапен, има доволно дестинации за да се стигне до Скопје, а ние и како имаме добра конекција со цела Европа и со светот и тие се едни од предусловите за да добиеш шанса да организираш. Веќе кога ќе добиеш шанса, една шанса да организираш и сите се задоволни како официјалните лица, така и што е најбитно и надпреварувачите и танчерите, потоа е многу полесно да ја добиеш таа шанса, бидејќи веќе искуството покажува дека сте добри во таа организација. Одлично, навистина и пофалби за вас и како наши танцови, да кажам, групи, затоа што, како што кажавме, сето она што и претходно сте го организирале, навистина е за оценка 10. Да не бидеме многу скромни. Сите се задоволни и затоа и сме добиваме шанса за прв пат да организираме светско првенство. Сега да кажеме точно кога сето ова ќе се организира, на кој датум, како почнуваме подготовките и сето она што ќе следи. Така, подготовките веќе се во тек, да кажам при крај, од 6 до 10 ноември во хотел Александар Палас во конгресните сали ќе се случува светското првенство во латино танци и истото ќе биде поделено на 4 шампионати. Значи имаме не е само една категорија на која се учествува, него имаме 15 различни категории кои надпреварувачите од целиот свет ќе имаат шанса да не се ни малку категории, Да, не се малку и истите тие категории се поделени и по возрасти, по дисциплини, така да има навистина има што да се види, има ќе можеме да се дојдеме и ние, така, да учествуваме односно како публика и да уживаме. Специјална покана за со задоволство, верувај. Да го погледнете на надпреварот секако. Публиката ќе може да си купи карти на самиот влез на конгресните сали, а надпреварот ќе трае тие 5 денови од 6 до 10 ноември од раните утрински часови до вечерните часови. Значи минимум секој ден по 12 часа ќе трае надпреварот. Но вие тоа можете физички да го издржите со оглед на тоа дека секојдневието ви е токму такво, нели? Со танц. Нормален ден за нас. Како е да се живее со танцот? Јас секогаш кажувам дека танцот е благослов. Сите оние кои се занимаваат со тоа што го сакаат се благословени, а би можел да кажам дека не повеќе од 10% кај нас, особено луѓето го работат тоа што навистина го сакаат. Така да, убаво да се живее со танц. Прекрасно, да. Така. Меѓутоа, кога јас, еве лично, кога ги гледам латино танчерите, поготово, нели, еве припадниците на посилниот пол, како што впрочем кажа, еве можеме и да погледнеме како изгледате грациозно, како сето тоа изгледа волшебно и магично, како од некоја бајка да излегувате, така да кажам. Навистина е фасцинантно за око, исто така убава Сузе ќе се согласи, прекрасна музика за слушање. Прекрасна музика, уникатна. Кои движења ги има, еве, само во моментов. Јас сакав да искоментирам, а воедно и да го прашам Илија, следејќи ги сите овие двојки, латино двојки низ годиниве, бидејќи едната моја ќерка посетуваше кратко време латино танци, доста е променет трендот на
костимографијата на облеката која што се користи, особено кај понежниот пол. Мислам дека овие нови трендови, нови времења донесоа една многу поголема слобода во начинот на кој што се подготвувате за настап. Во право ли сум, Илија? Така е. Видите со како поминува времето, излегуваат Ги нови нема трендови. оние стандарди повеќе. Да, стандардите се менуваат во секој поглед, во секоја сфера, нели, во животот и во работата, особено во танцот. Она што би сакал да го нагласам е дека како што кажавте за машката популација, нормално се знае дека машкиот пол е многу помалку присутен во латино танците, токму затоа и се раѓаат нови категории, како категориите кои ние сега ги промовираме и ќе постојат на светското првенство. На девојките кои танцуваат латино не им се потребни партнери. Танцуваат сами во дуо. Како што сега имавме можност, ајде да вратиме повторно видеото да го погледнеме, па може и да го искоментираме. Каде е ова снимено, кога се снимаше ова? Ова е снимено во центарот на Скопје, прекрасно. Да, во центарот на плоштад пред некој месец кога беше најтопло, мислам дека тука 40 и нешто степени беше и девојките. Но за вас не представува никаков проблем. Ова е промо видеото за светското првенство кое моментално се емитува низ целиот свет во сите држави. Сите танцови федерации го промовираат. Професионалците тоа не се ни забележува, како што професионалците играорци носат тешки, волнени униформи, носи на плюс 40 така и кај станчерите, тоа е сосема минорно кога станува збор дека треба да го дадам најдоброто од мене. Браво, тие се физички активни и физички се спремни, не се како нас тука вака да си седиме по неколку часа, меѓутоа можеме после да бидеме. Слободанка, нели? Да, можеме да бидеме активни. Еве, доколку јас и Сузе сакаме да запишеме латино танци, што треба да сториме? Само да си има желба. Желба? И колку време ќе ни е потребно, еве вака од прилика? Тоа знам дека зависи индивидуално, меѓутоа сигурно дека постои некоја временска рамка и за тоа. Временска рамка зависи што е целта, што сака да постигне. Да знаеме да играме латино ги научите основните латино танците, доволно се 3 часа. Знаеш како, одно што го споменавме кога кажавме дека за припадниците, да кажеме, на машкиот пол, мажите еве вака, дека не толку многу пројавуваат желби за латино танци, јас мислам дека веќе тоа не е така, со оглед на тоа дека сега ако го отворам телефонот, можам да најдам на повеќе видео записи и снимки како се игра така, нели, малку да привлечеме повеќе внимание на токму латино музика и со оние движења кои ги имаат. Машката популација касно се освестува дека во латиното е добро за машките, бидејќи привлекуваат со танцот, така е, и тоа, но тоа се прелева во часови за социјални, од социјален аспект, односно не се професионални, него од аматерски аспекти тие танцуваат за да научат и да се социализираат повеќе. А јас ова претходно што го зборував е дека од надпреварувачки аспект многу помалку има машки во танцот од порано. Так. Ајде сега повторно да се навратиме на она што ќе не очекува, значи од 6 до 10 ноември светското првенство. Кажавме една фасцинантна бројка која што ќе пристигне тука во Македонија, во Скопје, што значи дека ќе имаме и многу туристи со еден збор кажано, покрај тоа што се и учесници на надпреварот. Веќе потврдени надпреварувачи пријавени се 2000, над 2000 надпреварувачи од 25 земји од светот. Нормално поголемиот дел од земјите се од Европа, но секоја година работиме на тоа да се поголем број на држави привлечеме, како што напоменав, ние имаме ли држава од каде што произлегува латино танцот, кој што ќе учествува? Имаме Шпанија, ние учесник. Чекам информација од Мексико дали ќе ги освојуваат секогаш првите места или не мора воопшто да значи? Не мора да значи. Од каде потекнува танцот, изворното место нема значење, бидејќи со целата глобализација и популаризација на танцот во светот, има многу таленти во секоја држава, децата се стварно тие што навистина работат и тренираат, се прекрасни. Имено ние како држава Македонија имаме двократни светски шампиони во латино, имаме светски шампион во хип-хоп и светски шампион во балет. Така. Така да имаме огромен потенцијал
Само треба Ние правилно... македонците се знаеме да си играме, така, без разлика дали тоа се работи, без разлика како какви што спомена времења Сузе. живееме, се ни е супер, си танцуваме. Можеме да играме и да пееме. Јас тука некаде би го запрашала Илија Да. едно време кога на голема врата почна да се зборува за депресија и анксиозност, танцот беше една од првите терапии кои што ги препорачува за да се биде тоа што поисцелително и многу луѓе навистина излегоа од едни тешки психолошки состојби во правото. Така е, танцот има терапевско дејство, односно ја изнесува целата негативна енергија, ве полни со позитивна енергија, бидејќи тоа е музиката, да. Со самодоверба нормално кога се дружиш и се социализираш со други луѓе, тоа ти дава позитивна енергија. Немаш време да размислуваш за она за што кое те оптеретува во животот, се опушташ. Психофизичкиот развој на децата е феноменален со танцот, има големи бенефиции. Значи, од која годишна возраст можеме да започнеме со латино танци, ако сакаме и сега можеме? Ние работиме од 4 годишна возраст започнуваат. Има танцови студија и балетски студија кои работат и почнуваат од претходно. Но според нас 4 годишна возраст е идеална за да се почне со танц. И повторно ќе се навратиме на светското првенство. Земјите, ајде да ги споменеме, кои се ќе види Македонија? Во Македонија ќе дојдат потврдени се сите балкански земји, Данска, Норвешка, Финска, Италија во најголем број од Италија ќе имат, италијаните секогаш имаат голема бројка, над 400 преварувачи ќе бидат присутни од таму, Германија, Шпанија. И се многу добро латино танчери. Да, тие се едни од најдобрите во светот. Најдобрите, како знам, така. Понатаму Шпанија, како што напоменав, Франција, може би некого заборам, Сингапур. Браво. И така натаму. За гостите добро, како и да имаме многу земји, за гостите кои што ќе ни видат тука, имаме ли некоја програма да ја запознаат со Македонија покрај сето она што ќе имаат можности да учествуваат, сигурно дека постои. Тоа ни е еден од поголемите адоти ние кога организираме надпревар, конкретно на сите гости наши им даваме можност да дегустираат традиционална македонска кујна, да погледнат знаменитости, некои дури и организираме за некои тури да го посетат Охрид, да ги посетат тие наши поважни знаменитости кои постојат и поготово европските, скандинавските земји многу ја сакаат Македонија. Имаме наши пријатели кои секоја година и приватно се враќаат и доаѓаат на одмор кај нас. Тоа ќе беше и следното прашање, да, сигурно тие потоа се привлекуваат и останати можеби нивни фамилија или пријатели како и да се вратат во Македонија и повторно да ја посетат со оглед на тоа дека финансиски кај нив е тоа повеќе овозможено и можат кога сакаат. Од 6 до 10 ноември кога ќе биде настанот, сите Скопје ќе биде преполно, тоа ќе можете и сами го забележите, сите хотели се веќе букирани, сите се зафатени. Тешко ли да се организира ова вака без помош, со помош и така натаму? Би рекол без помош, затоа што помош за жал немаме некоја особена од државата и од институциите. Се надевам дека тоа ќе се промени во иднина, бидејќи навистина сериозен број на туристи каниме и доаѓаат кај нас. Значи бројката е 4 до 5.000 туристи во текот на цела недела. И од сите тие бројки, како што кажавме, потоа може да се привлечат и останати, затоа што тие кога ќе се заминат во своите домови, раскажуваат каде биле, што виделе, што почувствувале, каква енергија и слично, каква е Македонија и ќе сигурна сум дека ќе имаат навистина прекрасни спомени, поготово со вакви организатори. Така е, ви благодарам. И категориите ви сакала, само имаме уште минутка, ми кажуваат од режија, Сузе, доколку сакаш уште нешто да прашаш слободно. Да, повели. Сакам да прашам дали за нас 50 плюс кои што сме вака во таа возрастна категорија е танцот пожелен, односно дали е дозволен, бидејќи можеби имате старосни граници? Нема старосни граници, секако дека е дозволен. За светско првенство немам амбиции, Илија, меѓутоа за аматерски не постои старосна граница. Може не сме го запознале талентот. Никогаш не е касно. Ти благодарам многу за поддршката. Значи нам ни преостанува да си се запишеме и да... Суза, јас како што можам да забележам, сигурно дека Илија ќе се согласи со мене, ти навистина имаш физичка градба вака токму за латино танци.
Ти благодарам, Слободанче, па ти имаш точно па облини за танцот, бидејќи жена без таа сензуалност и облини, на вистина во танцот што би барала таму Илија, така нели? Да. Се согласувам. Благодарам, Сузе. Благодарам, Илија, доколку нешто подзаборавивме, е важно да се спомене токму за светското првенство кое ќе се одржи, повели за да ги искористиме последните. Дека сите кои сакаат нешто повеќе да дознаат за светското првенство и за сите надпревари ивенти кои ние ги работиме, може слободно да ја посетат веб страната dance.mk. Ето, доколку нешто сме dance.mk ги има сите пропуштила. важни информации за сите настани кои ги организираме и кои ќе ги организираме во иднина. Ви посакувам многу голем успех и драго ми е и мило ми е што во Македонија ќе се одржи токму едно вакво светско првенство, а и за италијаните со оглед на тоа дека во живо сум ги гледала, не тука надвор од Македонија, тоа е нешто навистина фасцинантно, меѓутоа и ние македонците, поготово со Илија, сме рамо до рамо со италијанците. Благодарам, секое добро посакувам, успешно светско првенство и така да сега ќе се продолжиме со останатите содржини и ги препуштам на мојата драга колешка Суз.